Мене ова не би се први избори, нити прв пат влегувам во ваква политичка битка. Но верувајте, ова се најбитните избори на кои што Македонија оди од својата независност до денес. Следната година славиме 30 години независност. Верувајте, ова се најбитните избори во 30 години независна македонска држава. Затоа што на овие избори одлучуваме дали ќе има Македонија ваква каква што ја познаваме или не. На овие избори одлучувате каде ќе оди Македонија и каква ќе биде. На овие избори одлучувате дали ќе има Македонија целосна или унитарна, или со седењето дома, или гласот за некоја помала политичка партија, или гласот за Зоран Заев да биде распарчена и поделена. Тоа е вистината на овие избори. И ако на некого ова му изгледа може би апокалиптично, може би и премногу, би ве замолил да се вратите 4-5 години наназад и да се сетите што ние говоревме тогаш и што мислеше народот тогаш. Коалицијата СДСМ-БЕСА ја стави Македонија на асталот. Ја стави Македонија на асталот и секој оној кој што мисли дека ова е само во главата на ВМРО-вците се лаже. Така беше во главата и кога мојот политички противник се колнеше во најмилото, а не ја говореше вистината. Сетете се само колку пати овој човек и неговите поддржувачи не ја говореа вистината. Тоа ќе ви даде одговор на ова денеска што го зборувам. Денеска Македонија е на маса. Федерализација, а потоа конечно нејзино уништување. Секој оној кој што има било каква дилема, кога ќе излезе на 15 јули и кога ќе треба да заокружи реден број, заокружувајќи за Зоран Заев и СДСМ, треба да знае дека заокружува за уништување на Македонија и нејзино конечно уништување. Треба тоа да го знае. Да остане кажано, да остане запишано. Наше е да предупредиме и да се бориме тоа да не се случи. Но јас сум убеден во оваа енергија, во моите сограѓани без разлика на нивната етничка припадност и верска. Убеден сум на масовна мобилизација, убеден сум во огромна победа на 15 јули и на тој начин ќе ги пратиме на срамната страна на политичката историја овие политички измамници.